неодамна ја промовираше песната Небо, за која сними и спот во кој што се појавува во провокативно издание. Веднаш потоа се омажи со водител Димитар Атанасовски, кој што мораше да ја бутка вратата за да ја земе од дома. За 26 септември најавува голем концерт во центарот на Скопје. Сара Мејс, гостинка во студиото. Сара, добро дојде. Здраво, добро најдов. Пред да го започнеме разговорот за оној музичкиот дел, да ти честитам. Фала. Кај прстенот Да се враќаат само убавини. Ова ми е вереничкиот твојот Демек Бурмата, ама јас ја носам на втори, зашто ми е голема инаку на четврти. Инаку фала да се враќа се најубаво што ќе си посакате. Вака убаво е како господја, можем да кажем. Да, си господја Мејс. Да, одма посериозно. Атанасовска. Одма. Епа како помина свадбата? Убаво беше стварно, многу позитивна енергија имаше, некако мислам дека се створи супер атмосфера. Луѓево не се мрдна од подиум, исто и јас, ме болеа нозе скроз, ама некако црпев енергија, убаво ми беше и не седнав. Посебно е, не знам, некако посебно беше моментот со матично, со татко ми, свадбата, предходно црквата, нели, оние обичаите ги правевме, буткање врата, зимање невеста. Тоа беше доста интересно, малце од страната на машкиот се налутија заради тоа што јас си го имав земено бендос внатре во соба и држев ми од напред и од внатре и тешка беше борбата. Не сакаа да ме дадат. Колку луѓе буткаа на врата на Димитра, колку му помагаа? Па не знам колку имаат дојдено, ама мислам дека ние бевме стварно посилни, да не се фалиме, ама мислам дека бевме посилни. И се налутија, ама окей беше на крај. Интересно. Им попуштивме, ми се јави Мишо да ми рече, абе попуштете им малце, нема смисла, века претеравте. И така влегува на крај. Значи, сериозно тоа сте го терале буткањето да. на врата. Интересно беше што од една страна, нели, имаш интересен музички стил и стил на облекување, модерен да речам, а од друга страна ги запазивте македонските обичаи кога стануваше збор за свадбата. На инсистирање на родителите беше тоа или сакавте вие едноставно? Не, според мене е фино да се, не знам, не да се задржи традицијата, него мене стварно ми се допаѓа и мислам дека тоа е најинтересниот дел од свадбата, најголемите смешки и глупости, условно кажано, се случуваат тогаш. И е штета да ти помине свадба и да не ја паметиш по тие работи кои што се стварно доста интересни. Значи, едно е нели што ние тераме некаков стил каков што тераме, ама друго е, не знам, традицијата и обичаите кои што сепак сакавме да ги запазиме. Носиш интересна и модерна венчаница и од она што можев јас да го видам на социјалните мрежи, што прилично твоите пријатели кои што беа гости на свадбата постираа некакви видеа, го изигравте да условно да речем Балканиот танци. Беше многу, го ја вежбавте точката со Димитар? Прво ќе кажам за венчаницата. Да, и мене ми се допаѓаше многу венчаницата, благодарение на Фран, значи она ми ја измисли и ми ја направи. Дарко нели ми смисли како да имам сиренска долга коса, тоа да одговара на венчаницата. А за танцот ни го правеше Мишо Спасовски, тоа е партнерот мој од Танцот звездите, кој што е воедно и наш другар заеднички веќе од после Танцот звездите до ден денешен, фала Богу. И така интересно беше, немавме многу проби, со 4 проби го направивме тоа и мислам дека добро се справивме како за толку краток период. Уште едно прашање ќе те прашам околу љубовта. Колку бевте претходно во врска пред да се решите за брак? Со оглед на тоа дека и се криевте од медиумите кога ја започнавте вашата врска? Чека да израчунам. Не дека се криевме нешто особено, него не се откривавме, зашто да ве откривме. Не беше во тајност, него зашто да биде во јавност, као. Вкупно сме колку 3,5-4 години. 4 години без неколку месеци. Ја промовираше песната Небо. И исклучително интересен спот со провокативни сцени. Со кого работеше на песната? Тоа намерна провокација за кога дојде Димитар по невеста да има соберена сила. Да, многу брзо беше промоцијата на спотот, по утредента мислам дека беше... Не, па искрено ја не го доживувам ништо како многу провокативни сцени искрено. Провокативен стил на облекување, да речеме, сцените и не беа провокативни, да. Боди, што го гледаме на плажа, на секаде, даже и постои на плажа и танга, ова беше обично боди. Но како и да е, значи
спотов е комплетна идеја дури и до стилот на како ќе бидам јас облечена, всушност пак нели Франи Херхаус е тие кои што се погрижија за мојата облека, но насоките ни ги даде Принц. Од друга страна пак Диоптра и Синьори се погрижија за облеката на машките, но сепак нели Принц беше тој кој што ни даде насоки и ни кажа дечки сакам вака, негова беше комплетно идејата за како видеото ќе изгледа, како ќе изгледаме ние во видеото, дека треба да имаме кореографија, отприлика насоки за кореографијата. Кореографијата ја правеше Јана Петровска и така нели заедно со помош на сите овие луѓе што ги споменав, успеавме да го реализираме видеото. Јас искрено сум многу задоволна, многу ги сакам Иван и Неврус, они се танчерите од спотов, а воедно они се екипата со која што ја направивме оваа песна, тргна како идеја на Иван. Заедно ја разбивме тројцата. Они двајца го напишаа аранжманот, јас напишав текст и на крај Гешо го склопи тоа и го измикса за да звучи овака како што звучи. Значи за аудиото кажавме, за видеото кажавме и мислам дека кажавме се околу небо. Небо, не кажавме за она што планираш да го направиш на 26 септември, најавуваш концерт на площадот Мајка Тереза. 9 член бенд ќе те придружува. Ајде малку повеќе. Да, ако го броиме и Гешо сме 10, инаку сме 9. Значи проектот е една идеја која што конечно ми се остварува на огромно задоволство. Идеја, сакав да свириме бендски, значи сакав да бидеме екипа и просто да се деси некаков проект. И ми е многу мило што тоа се случува заради тоа што непроценливо богатство е кога имаш симбиоза на толку многу енергии, толку многу интерпретации, толку многу луѓе кои што работат на еден проект. Мислам дека е непроценливо добро ако го споредиме со, например, јас сама да седнам и све да се измачам и тогаш луѓето добиваат енергија и продукт само од мене, а вака добиваат енергија и продукт од многу повеќе луѓе. Кои што сите, нели, јас се music lovers и не само music lovers, него животот им е тоа. Значи, целата екипа од проектот се професионалци кои што даваат се од себе за тоа да звучи прекрасно. Имаме 8 нови сингла. Снимаме се во студио кај Штраф, во не ми текно Алшар се викаше студиото, мислам дека. Тоа повторно ќе го работи Гешо на крај како саунд, но интерпретациите си остануваат на овие нели 10 луѓе кои што ги кажавме. Ке има проектот е интересен, во него има бубњеви, има перкусии, има 3 вокали женски, има 2 вокали машки, има 2 гитари, има бас и има клавир. На сето тоа така снимено ќе се микса со многу синтетика, со многу вселенски звуци и баш сакаме да биде floating through space. Значи сакаме да дојдете на 26 септември и да ни дозволите да ве однесеме горе на небесата. Значи така си викаме дека ние сме вселенски брод и дека не сакаме све да откриеме, јас пак многу зборам, нели, за да може публиката без многу да знае да дојде и просто да и се деси како вид на мюзикл ќе биде, значи со саундтрак, со многу разни работи и случувања ќе има во него. Отворено, провери ли времето дали ќе биде добро? Не проверив, ама еве ќе делиме гратис чанори ако врне. Случајно заврне, што не Ќе биде на отворено, ќе биде под небо и под звезди, така плюс ќе се сврзе тоа нели плување во вселената, пошто ќе биде во 20 часот. Ќе биде бесплатно за сите љубители на музиката и за сите кои што сакаат да дојдат и да го слушнат тоа. Значи на отворено, бесплатно, 8 саат, кога завршувате со работа, дојдете во вторник 26 септември. Площад Мајка Тереза, тоа е, нели некои луѓе го мешаат со на улица Македонија. Да, така. А всушност тоа е платото пред МОП, пред Филхармонија, пред Факултетот за музичка уметност, средното и нижото училиште. Така да баш сите музичари во колевката на уметноста. Јас верувам дека ќе направите добра журка. Пред да започнеме со емисијата, ми рече многу сум огужва. Како одат подготовките? Одите, снимате секој ден? Нонстоп сме кај Штраф, значи во студио сме цело време. Нели ние од студио, Гешо си работи од дома, сите си ја тераме работава, час заедно, час оделно,
се собираме еднаш со Деки, еднаш со Неле, значи важно цело време работиме на случајот. Еве сега утре имаме и една фотосесија. Не знам, значи цело време работиме, више не знам кога дали спиеме, онака наоѓаме сати за спиење. Пошто лесно е кога работиш нешто што стварно многу го сакаш и целото време, дури и кога спиеш, што викам јас сонувам пак за проектов и што како ќе биде сега, како ќе се појавиме. Така да од една страна ни е работа, а од друга страна па уживаме во тоа. Така да не знам дали можам да го наречам баш работа. Верувам дека ќе имате одличен концерт и благодарам што беше гости по студиото. Фала на поканата. Вам, драги мои, ви посакувам пријатен ден.